Почитувани, Зоран Заев и Нина Ангеловска го скроија најголемиот, најрасипничкиот, најкоруптивниот и најнеразвојниот буџет во историјата на независна Република Македонија. Удираат по джебот на граѓаните, собираат пари за луксузирање, а капиталните инвестиции им се помали и од најлошите години. Власта за 2020 година предвидува да потроши неверојатни скоро 4 милиарди евра. Буџетот за идната година е поголем за 200 милиони евра од буџетот за оваа година, а сумата која се одвојува за капитални инвестиции и процентуално и номинално е помала од сумата која што беше предвидена за оваа година. Наместо буџетот да придонесува за подобрување на квалитетот и продуктивноста на администрацијата, Заев и Ангеловска со овој буџет прават класичен подкуп за предстојните парламентарни избори, манипулирајќи и граѓаните и велејќи дека вложуваат во човечки капитал. Треба да се има проекти за да се оспособат младите луѓе. Тоа е капитал. А вака, тие се само потрошувачи. Овој буџет не создава услови за капитал. А што имаме ние? Во услови кога се зголемува буџетот, се намалуваат инвестициите. Исто така, слушаме нов поим во науката. Инвестиции во човечки ресурси. Во исплата на плати во државна администрација, која што не е намалена, туку уште треба да се зголемува поради партиски цели. А овој буџет единствено треба да помогне во предизборниот период за потребите на Социјалдемократскиот сојуз. Ова не е ни приближно во вложување во човечки капитал, туку класичен пример за буџет кој што треба да служи за подкуп, уцени и корупција на гласачите. Заев и Нина Ангеловска во услови кога го зголемуваат буџетот за 200 милиони евра, наместо да ја покачат, ја намалуваат стапката за капитални инвестиции за 43 милиони евра. За споредба, пред доаѓањето на власт на оваа најнеспособна гарнитура, ставката за капитални инвестиции изнесувала од 10 до 15% од буџетот, а сега минатогодишните 6,5% ги намалуваат на 5% од буџетот. Тоа е рамно на катастрофа. Се предвидуваат над 200 милиони евра повеќе, а ниту евро повеќе за автопати, железници, гасоводи. Нема пари за развој, но има за изборен подкуп. Додека парите за развој се намалуваат, се зголемуваат средствата во ставката стоки и услуги. Владата планира наредната година да потроши 180 милиони евра повеќе на стоки и услуги, односно цели 835 милиони евра. Значи близу 1 милиарда евра фрлени низ ветер. Овие 835 милиони евра власта планира да ги потроши на тендери, привремени вработувања со цел изборен подкуп и исплата на патни трошоци. После сите се чудиме како Пендаровски, мртов ладен, изјавува дека би заминал од Македонија доколку не бил избран за председател, а младите засилено веќе бегаат од државата. Со новиот буџет нема средства за Чебрен и Галиште, ниту за ТЕЦ Неготино. Нема пари ниту за енергетски развој, ниту за нови проекти во секторот на користење на природен газ. Нема пари ниту за борбата против загадениот воздух, а генерално на шкрги ќе дише и Министерството за животна средина, кое ќе добие под 1% од буџетот. Оваа власт, кога дојде, ветувајќи подобро образование, за идната година предвидува 17% помалку во буџетот за наука од оваа година. Значително се намалуваат и средствата за изградба на основни и средни училишта, како и за студентски домови. Екстра пари ќе нема ниту за здравството, а граѓаните и медицинскиот персонал нема да видат ништо ниту од нови, модерни и медицински апарати. Овој буџет е расипнички и не води грижа за развојот на државата и идните генерации. Единствено позитивно во овој буџет е што оваа неодговорна, неспособна и расипничка власт нема да може да го троши после 12 април. Ваквиот буџет ќе претрпи значителен ребаланс со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, кога ќе бидат одвоени повеќе средства за развој, капитални проекти и креирање додадена вредност за државата и граѓаните. На 12 април завршува расипничкото трошење на народни пари.
По 12 април следува обнова на Македонија со ВМРО ДПМН. Ви благодарам.